Во гаража продолжуваме со репарација на мотор на автомобил со бензински погон. Ги дуваме обавезно уште еднаш штрафовите кај што треба да затегнуваме. Од причина што знај некогаш да остане некоја нечистотија, а таа нечистотија ќе ни направи прошлајфување на штрафот. А претходно е перефне ние нормално. Без добро перење и чистење, мотор добар берен не постои. Уште еднаш да ги избришам и како што напоменав, уште една сега ќе ги изудрам вентилите да видам дали се сите добро налегнати. И сега тука најпоќе што сакав да напоменам, тоа веќе ние го направивме, немаме толку време да објасниме во емисијата. Кога ќе се собери ваква декла, значи се врти на некој одреден степен и се тура бензин во каналите на вентилите. И гледаме дали имаме пропуст долу. Таму се прави, доколку имаме оштетен мотор со скимнат ребра скајш, да знаеме дали дека има искривување на вентили. Значи ова машина е од идеално работење, ние го отвораме и ја освежваме од причина што ни трошеше повеќе масленце и сакаме да го направиме поздрав и поквалитетен мотор. Значи уште еднаш ќе напоменам, пред да ја соберите на брегастата осовина, се врти некој степен деклата, кај што можеме да ставиме внатре во каналот бензин и ќе чекаме на долниот дел дали ќе протечи. Доколку протечи, тогаш немаме добро идеално заптивање на вентилите. Тоа испитување ние веќе го извршивме, го направивме и сме сигурни дека оваа декла ни е комплетно завршена. Значи сега некои работи може во моментот нема да ми текни како одат идеално работите. Ова е наредена со се штрафови. Можеме сега дел малите штрафчина по странечните ќе ги извадиме. Дај ми го сега масленцето, да подмачкам. Ајде ево тука и Јаце мајсторот е. Малце не е страмежни, па ќе го опуштиме. Лекса? Молим. Што број на клуче ова, ако можеш да... Веќе е спремно тука. Да? Да. Да ги Можеме затегнеме сега и после треба на 22. полека да ги затегниме штрафовите. Да. И треба со момент клуч на 22 Нм М8 штрафовите, што за М6 треба на 12 Нм, значи помалечките на Добро, тоа крајот. ќе објасниме еднаш да го доближиме во некоја целина. Да. Кога ќе стегнаме ваков предмет, значи сега овде имаме различно подпирање на вентилите. Не смееме на еден дел да стегниме, а ваму да оставиме лабаво. Затоа се стега рамномерно. Кога ќе почнеме со стегање, не завртуваме до крај да залепи, туку завртуваме постепено и проверуваме од време на време дали врти брегастата. Значи повторувам, обавезно масленце во текот на берењето, да не дојди до првото палење, дур да окрени маслото маслената пумпа. Сега тука има и мала техника во стегањето, значи како што реков, оди со постепено собирување да налегнат вентилите, дека кога ќе стегнеме брегастата, ќе ја свртиме обратно деклата и ќе видиме има вентил, тоа е ред палење се вика, некој вентил е отворен, некој е соберен. Тоа е движењето на брегастата
се чита со движењето на радилицата и клиповите и таков однос, значи кога е во тек на шмукање, кога е тек пред палење, па палење. Имаме повеќе етапи на овој четворотактен мотор. Околу масленцето шприцање, сакав да кажам, првото палење, моја препорака, да не се стават светиците и директно да вергламе, директно да палиме. Значи минимум од 5 до 10 пати без светички, со ставено масло внатре, го вергламе, колку што може да крени малце маслената пумпа, да почне да подмачкува. Дека знаеме доколку врти радилицата и маслената пумпа, го крева притисокот преку овие дупки од радилицата, преку каналите на деклата. Во ред, тука ќе одиме со момент клучот за стегање. Значи, одиме сега со стегањето на горниот дел од брегастата. Ние не практикуваме да стегнеме од рака, народно речено, доколку немаме алат. Сега во моменту имаме, тоа што го имаме, ќе го презентираме и ќе можеме да објасниме на гледачите. Значи, овие се килажни клучеви кои за секој штраф има по табела колку да стегнеме. Значи, тоа ние користиме аутодата и сега ќе гледате едно стегање. Моментот сек може да придржите на деклата. Значи, ова штраф се стега со 22 њутни, одиме полека со стегање и чекаме да крцни. Еве го. Веќе затегнато и не смеме поќе да силовам. Одиме другиот штраф. Стегнато. Значи, не одиме етапно, значи одиме накрсно на средина, крајна позиција. Така. Доколку сега моментално стегам и можам да кажам нешто друго. Сигурно гледачите тоа ќе ги занима. Значи, повеќе прашања ми имат поставено некои луѓе. Дали можам да собервам машина или мотор така наречен на минус температура. Значи, нормално сите пратиме некои брошури, едукации. По моје, минимална температура за еден мотор да собирваме е 15 степени, па нагоре. Која е причината? Моментално најбитно не е стегањето, значи одиме етапно, сега стегни ги крајчината и уште еднаш да ги провериме. Задржиме малце, мајсторе. Идеална температура од 15 нагоре, а зошто е тоа од 15 нагоре? А доколку е минус температурата или 5 степени, кога го стегаме ние штрафот со килажа, да речеме со килажен клуч, тогаш иди до загревање и исукување дел. Значи тој го стегаме во максимална односна сила што може да стега еден штраф, мутр, било што сега да не наречам, да не навлегувам толку во моторот. Доколку е ладен, тоа исукување може да дојде до кинење на штрафот. Значи загрева, многу голема промена на температура и се кини штраф. Значи тоа е, до сега мене не ми се има случајно, ради што стегам со килажни клучеви, прописно како што треба, за да не ви се случи тоа, значи кога ќе берите една ваква работа, јас препорачувам да биде од 15 степени нагоре, значи во просторијата, мене не ме занима надвор, значи во просторијата. И мора да бидат на толку степени загреани исто деловите, да бидат претходно ставени во таа просторија. Одиме сега, уште една проверка. Така. Ова е со 22 њутни, така ни кажува програмата за стегање, така и ние одиме. Ова е веќе супер. Го тргаме настрана клучот и околу декла страна, уште едно треба да видат гледачите. Еве ги сега вентилите
како отворат на која, зависно на која положба се бреговите, така е отворен вентилот. Значи гледаме на првиот и последниот цилиндар дека се во мирна положба, вториот цилиндар оваа страна гледна наша, издувниот е веќе отворен и на трет цилиндар усисет отворен. Значи тука имаме, окей. Деклата веќе ни е припремена. На овој дел вам оставивме симеринг. Можете да видите. Значи веќе ставаме нови елементи, нови делови, од причина што сакаме да го направиме моторот колку што може поидеален да биде. Одиме сега на клиповите и на радилицата. Овој клип значи е веќе прочистен, ставени се кариките, тука неколку зборови ќе кажам. Мораме да обрнеме внимание на клипњачата и на болсна. Значи ова е таа болсна. Сега одиме со подмачкување, дека претходно е перен. Мораме да видиме дали има некое рибање, одење горе-долу, ако и доколку има луфта, не смееме истото да го ставиме. Овде имаме карики ставено и како се монтират, сега тоа ќе ви го објаснам со помош на мајсторот на АЦ. Еве ги како изгледат едни карики. Значи имаме, ова е во една целина. Имаме компресиона, бришеча и маслена карика. Компресионата е, се знае, зборот компресиона не е за да ја одржи компресијата. Втората и компресија и да го бриши делот од маслото што се наоѓаат на блок опрески кај што хоновавме, значи мора да го бриши од причина што таму има подмачкување, доколку нема подмачкување ќе има зарибување. А маслената карика е да го држи маслото во незе, значи оди федерче и одат две карики, една горе, една долу. Еве краток опис. И одат по хилзната. Значи во незе се задржва маслото, така оди и подмачкување, и држење во центар клипот, и бришечата карика е да го доичисти маслото, значи и таа го чисти, ама во незе содржи масло во ова федерче внатре. Сега, доколку не знаеа, клипот во текот на работење многу ретко допира до хилзната. Тој фактички го одржува маслото. Доколку имаме залепување метал на метал, клипот ќе соштети. Кариките. Еве сега ќе ги споредам кариките како треба да се местат. Првин задолжително. Значи задолжително. Можеме малце со крупен кадар и сијаличка. Имаме буква Н. Еве. Буква Н. Што значи? Мора да биде нагоре. Мора да биде нагоре. Значи тоа е пропис и правило кој нас ни го дава, значи тој од кај што ги купуваме, набавуваме деловите, значи има производитело, кажува како да се местат кариките, за да имат функција во самата работа. Сега, значи можеш да почнеш со местење на кариките и како кај застанав, ако ги наместиме, значи ова е компресионата, ова е бришечата, овие се маслените. Доколку ги наместиме во еден правец, а си има случајно, значи вака кариките, овие задиктоват вака, ама останува процеп. Може автоматски да ја губи компресијата. Значи имаме на 4 краци, 1 крак, 2, 3, 4. Значи на 4 краци мора овие засеците да ги местиме. Значи овај крак, тука, 4 краци, од причина што кога ќе мани компресијата, да не дојди до одма пробив на компресијата и ќе избегнуваме, значи го гледаме клипот овде, на овој дел да нема засек. Кога ќе ги местиме на овој дел, значи од овој дел, така, на овој дел, дека тука како што оди клипњачата, малце има некој поголем терет, затоа има и поголема ушка клипот, ради да го држи во центар.
Ете го сега, можеме тука приказ да кажеме, значи се мести првин федерчето и одиме одма следната карика, од причина што доколку ја наместиме компресионата, автоматски преку незе да не ги шириме толку кариките, можеме да ги пукнеме или да ги штетиме. Значи кога ќе местиме карики, задолжително е внимателно ширење на кариката. Еве, сега мајстор Аце внимава да не сгреши. Ја чита ознаката. И треба да бидеме концентрирани, значи за оваа работа нема брзина, не битно е да се собери моторот како што треба. Не ни е битна брзината, дали било за ден, 2 сати, 5 минути. Најбитно е да го собериме како што треба, мајсторски. После тоа му става масленце, за да има подмачкување, да не, како што реков, да не биде на остартовање и ќе ги намести во целина како што треба. Јас во меѓувреме одам да ја подмачкам вака радилицата, таа веќе ни е спремна и чистена, издувана, исперена со бензинче. Одиме сега да го завртиме блокот и да ги наместиме првин лежачите ладјери и аксијалните. Одиме кај блокот. Ова е блокот, дај си ми го масленцето уште малце, да ги подмачкам долните краеви и да го завртиме обратно. Сега имаме помош тука, имаме постолје за работа, денешно време има алати, избор, по желба како сака, може да биде и на панго наместен моторот, блокот. Тука ние сме навикнати во моментот за наши потреби доколку правиме ваква работа. На постолје нема подобро, ради што можеме да го турниме моторот, и за перење можеме да го вртиме блокот. Значи мораме да го подмачкаме. Ете така. Сега декич можеме да го завртиме обратно. Внимателно. Добро. Осигурај го таму. Блокот е осигуран. Овие се лежачите и овде имаме аксијални ладјери. Значи од лева и од десна страна аксијалните ладјери играт за придвижување, да не се придвижува радилицата во лево или во десно. Тоа значи тој терет го прави кумплугот. Значи ние кога ќе притиснеме на квачилото за кумплуг автоматски, значи имаме возила кај што притиска потисната, можам да објаснам тука да видите од прилика. Еве го кумплугот и тој веќе не е спремен. Значи ова е потисната. Потисната кога ќе притисне, автоматски тој сет е поврзан на радилица и го турка на внатрешниот дел на радилицата. Доколку немаме добри аксијални ладјери, тогаш може да се случи недобро концентрирано прицкано, еднаш педалото слегва подолу на кумплук, еднаш погоре. Мислима случајно, значи да не го знаеме, да го одгнетиме, она да речеме, мајсторот е многу проблематично, мајсторот дур да го отклони дефекот. Значи кога ќе го увидиме ние дефекот или го пронајдиме, тогаш ни е многу полесна работата, знаеме кој дел да го замениме и што да му направиме на возилото. Затоа јас велам кога се прави задолжително менмање и на аксијални ладјери. Овде сега одиме со уште едно подмачкување. Одиме со помачкување и кај што ќе видат овие се сега што ги подмачкувам лежечи ладјери. Лежечите ладјери врти на нив радилицата, а летечи ладјери одат клипњачите. Летечи
зошто ги викат, ќе ви објаснам кога ќе ја наместиме радилицата. Значи, одиме со масленце. Овие се лежечи лагери. Уште еднаш повторувам. Сега овде, што сакав да напоменам. Значи, еве ги аксијалните лагери. Држи ми стороце, овие. Крпчето за нив. Значи, имаме два аксијални лагери. Независно на спрема изведбата на моторот, сите се различни. Значи, Хондата го има предвидено на овој елемент. Овие, значи, аксијално држат снага, а сила за доди лево-десно. Масленцето ќе ми ја подвиш овде кој ќе оставам ово. Еве сега ќе ставиме радилицата. Чи внимателно. Може. Така. Овие делови сега што ги подмачкуваме се лежачи лагери. Одиме со вртење лево-десно, да видиме дали има некое запирање. Ајде малце на аксијалните овде да штриснам, умпицата. Постави, тука не ја прибервај. Значи, одиме со вртење и не, аксијалните лагери не му дава радилицата да оди лево-десно. Ја држи во правец дека лежачо е за горе-долу, а аксијалниот лагер, значи немаме ние некоја огромна сила, ама сепак на оддавање, одземање туража, на овој дел седи, како што ви напоменав прески, потисната ламелата, кога ќе прицниме на ковачилото, знај да оди лево-десно, тогаш во некој одреден момент, ако доколку не се како што треба лежачите, имаме проблем со не добро менување на брзините. Значи бега, тоа е 1 милиметар, тоа е многу. Овде е окей. Одиме сега со кутиштето на прицврстување. Чекај малце, момент, не ставај, дај ми гумен чекан, ќе те замолам. Сега ќе пова. Имаме тука пиксни. Мора тие да влезат. Момент само, сега ќе ги чупниме со гумен чекан. Не ги штраф и штрафовите. Тука не смееме да чукаме со големи сили. Ради што се многу нежни лагерите. Чекај цик да видиме да вртиме. Значи постојано од време на време вртиме. Постојано. Да не имаме пречка. Во овој момент е окей. Значи претходно на овој навој обавезно задолжително масленце, од причина тој навој да лизга и да може идеално да стегне овој штраф со таја сила што е определена по фабрикат. Доколку одиме на суво, тогаш имаме проблем, како што реков, можеме да дојде до кинење. Одиме со стегање на лежачите лагери. Дај сега тој да го наместам. 25 рече? Да. Прв чекор 25, втор чекор 52 ньютон метри. 28, 25. Дај ми јаце 14-ката. Ај кажи ми распоредо накрсно, како оди. Пушти ми го тамо, кликни на него. Сега да видим. Не, во ред.
Одиме сега со 25 њутни. И дај ми еден ацетонски, дека кога ќе стегаме, на секој стегнат проверен после да ги обележам, дека е веќе наместен. После ова стегање, задолжително, значи преку едно стегање до друго, мора да има од 10 до 15 минути минимум, а пожелно е кај што има степенасто стегање, може и поќе. Значи стегаме првен со момент килажно, значи овој клуч е за килажно стегање, а таму имаме други степенасто стегање. Доколку чекаме сега, ќе почнеме со стегање на кариките и внесување клип по клип, за да го достигнеме после, да не чекаме. Паце, сега да го завртиме обратно. Добро, во ред. Редоследно тука клиповите веќе ти се наместени, така? Земи со крпче пребриши да нема некој прашинка на незе. Значи таа е стега за карики. Одиме пак подмачкување на болс. Да му ставиме да го крепцаме. Чекай момент. Значи задолжително. Добро. Сега, не првен да ги стегнеме, ќе ги ставиме цревцината. Уште еднаш малце да ги подмачкаме овие. Уште една проверка на кариките, дали се во ред, значи да не се брзаме. И како што напоменав, на овој дел засек на карика не сме да има. Еве каде речеме како на овој дел, оде, да име со подместување. Значи пред секоја монтажа гледаме штипката со стегањето, исто и нанезе, мора мастенце малце за лесно да се движи клипот кога ќе оди надолу. Стегам, може сега на ова да го. Ајде уште. Добро. Така. Сега овој веќе е стегнат за набивање. Сега, најбитен елемент, треба да знаеме кој е усис, кој е издув. Можеме во монтирањето да го сгрешиме. Еве го сега, мајстор Аце ќе ни објасни, значи како треба овој дел према стрелката, значи на буквата, кај треба да биде. Одиме цревцината, долги да не се овие. Таман се парно подолги го ти. Добро. Овие ги ставаме. За да не оштетиме родилицата. Значи со стрелката према Ина, значи на англиски intake. Држи гова, за да го протнам овој дел овде. Момент. Ева, сврти го на таму да се коси цревцето. Ете така. Повнимателно. Така. Добро. Готово, супер. Ете така. Значи го навикме клипов натре со се карики. Значи како што реков, обавезно задолжително смено гледаме на кој дел да биде. Полво поќе пати да провериме. Може сега цревцата доздола да ги откачите. Само со вртење и надолу. Полека. Не може овој клип да слези подолу или може? А подпрес кроз себе тука на ради. Добро. Дај се пак да го подмачкам тоа. Посем ќе му местиш цревцата. Дај да го подмачкам. Кариките се наместени, така? Да, ги проверив сите претходно.
Задржи малце ова. Ајде да видиме до кој дел од овој треба. Да има простор малце можеме сега да ставиме цревцата, повторно после тоа ќе ја затегнам стегата. Ова стегата е челична. Сега свртија малце радилицата. Ова ќе го наместиме овој клип. Јас велам да така. Ајде придржи малце Сега овој дел. Сега овде пожелно е двајца да се работи. Продолжуваме во следната емисија со репарација на моторна автомобил со бензински погон.